Добар ден, почитувани гледачи. Моето име е Катерина Стојановска-Десковска, а вие во следните 20 на минути ќе огледате на новото издание на емисијата Нешто плюс со Кате. Нашата екипа, екипата на Нешто плюс овој пат се наоѓа во интересен стан. Значи, во посета сме на едно убаво семејство. Станува збор за семејството Трајковски. Тука е таткото со гитарата, меѓутоа тука и синот. Ајде, каде си ти, Маријан? Каде шеташ? И во серијата така ќе те нема, така? Ајде, здраво. На твој терен, кај тебе дома, повели седне. Ова не сум во потполн костим, нека извини публиката. Така ми. Панталоните ми се од мене, ова ми е од... Убава комбинација, сепак ова е нешто плюс со Кате. Не, ова комбинација не. Слушаш, ова е нешто плюс со Кате. И вие, нели како главни... Абе, на тато син секогаш е убав. Да, па убав. Секогаш. Така и почна представувањето, меѓутоа до мене и сценаристот Владо Димовски и режисерот Томи Алексов. Здраво. Главните, јас би рекла, нели? И затоа ќе почнеме прво со вас. Вие што сте зад камерите. На Турниме ке кинесам. Значи најнова серија. Турниме да кинесам. Да кинесам. Значи ако треба да си одам, ќе ме турнете и да си одам. Меѓутоа прво не за ти тргне работата, Македонска работа. Така. Ајде, Владо. Па што да кажам сега? Ти си колега наш 30 на години, така. Серијата не е добро се разбира, значи ќе кажам дека е на современа семејна драма, станува збор за едно скопско семејство. Семејството Трајковски, така. Семејството Трајковски. Убав е станот, убаво среде. Значи, модерен. Татко, мајка, синче, керка, внуче, зет и така натаму. Така сите. И еве во овој простор тука се случува действието на оваа серија. Колку квадрата е станот, треба да се... Којна? Не, тоа друг пат. Може само да сонуваш у реален живот. Друг пат за... До сега напишав 20 епизоди, монтирани се 7. И премиерно ќе почна да се денеска ја снимаме 8-та, а премиерно ќе почне да се емитуваат на 30 мај. Така, меѓутоа зад тебе има и други серии. Па добро, сега сум правил повеќе серија, така. ако е тоа интересно за вашите гледачи, значи сум ја правил погрешно време. Култната детска серија Умни глави. Нема кој не знае за неа. Да. Така. Сега видете што се случува. Значи Умни глави ја работев со покојниот тацо Алексов. Така. А сега работам со неговиот син, што ми е многу драго на вистина. Задоволство е, така. Да, задоволство е. Потоа ја работев. Кога синот си го наследува таткото. Таткото, така. Бев дел и од серијата Сашко и Сашка, која сега се репризира. И сум работел и други проекти, сега да не набројувам, а и малку сум скаран со наслови, имиња и така натаму. Но што е најважното што е во оваа серија, најважното е тоа што артистите имам чувство дека ја засакаа серијата, дека влегува со полн капацитет и дека уживаат овде кога снимаат. Значи убавина. Се направи тој некој флуид меѓу текстот, артистите, режијата, овој амбиент овде што го гледате. И навистина уживам кога ги следам нивните креации во овој простор. Така, а просторот е 7 кат, зградата на македонската телевизија, станот е многу убав. Еве, со Лупчо почнавме, соработуваме сега по подолго време, нели, во погрешно време беше главниот лик. Повторно овде Сашко го запознав сега, мајката исто така сега. Мајката Еве Сашко е тука, сега ќе кажам да Катерина Коцевска, да. Благородна е оправдано одсутна, така? Бидејќи е Сашко тука присутен, а не сакам да зборувам зад грб што вика. Така. Нели сакам да му кажам дека сум изненаден и од начинот на однесување, и од професионалноста, и од човечноста на овој млад човек. На тато убав син. Според за мене е глупо. Сашко, ти да си кажеш нешто за тебе. Ајде, за Маријан да кажеш. Ајде, Маријан. Маријан за ликот, таму. Да, за ликот, ете така. Вака е, да кажам, сега ми избега мислата, ме збуни Владо. Ова сакам да кажам дека мојата приказна е многу слична како на Владо. Јас првата представа во живот што ја работев, имав 13 години, детенце едно 25 кила да сум имал. Бев 7 или 8 деление, така нешто. Значи, во аматерска трупа во Куманово одевме во Дом на култура и дојде од театар со професионална представа Белото циганче. Дојде господинот Ацо Алексов, покоен. И тоа беше првата представа професионална што сум ја работел во живот. Прв пат серија, прв пат на телевизија со Томи Алексов. Викам, тоа супер приказно. Има нешто. Со фамилијата Алексови ми оди. Така, значи тука тргна. Така и почнала значи тогаш би играв Белото циганче главна, сега исто така синот. Така да многу добро изгледа се разбираме без да знаеме. Така е.
Исто така, многу ми е драго дека почна македонската продукција, една серија се емитуваше, уште една, па сега уште една имаме. Еве нова на повидок, значи веќе уште неколку дена ќе тргне да се емитува и стално се смееме со колегиве. Викам, тргнавме да се бориме против турците. Нели порано се боревме 903-та. Точно. Се боревме против турците. Јас велам сега ќе се бориме против турците. И ќе успееме. На ниво против сериите затоа што публиката е желна за македонска наша продукција. Така. Против турците тогаш 1903 се боревме. Немавме пушки многу бомби. Малку коњи имавме, значи дефицит имавме на коњи. Но имавме љубов и идеја зашто се бориме, точната идеја. Тоа е сега. Така и сега исто? Да. Така е, Томи? Па еве ја учествувам во борбата. Спомнавме, ете така. Убаво е вака се. Убаво е што после подолго време, значи се создаде услови ние да почнеме да правиме серија. Гледавме колку што е можно по-добри услови за работа да имаме. Так. На 7 спрат студиото што го имаме од порано. Така. Успеавме да го адаптираме и да го прилагодиме за снимање серија, што е многу добро. Еве гледате како е, личи многу на реален стан, што е многу голем подвиг за МТВ, пошто сега не сме имале прилика така нешто да изградиме. И се надевам дека во иднина други серии во овој ист простор ќе може да се снимаат, не само нашата од која ќе завршиме, бидејќи реално просторов овозможува добра работа. Тоа е нешто што мора да се искористи. Само да се искричи, извините. Тези се друга боја, други слики. Оваа боја сега што е по мој вкус, така да тама е погодена за мене. И за моето око како гледаш зборува. Со експлоатација на толку многу епизоди, оваа боја на некого можеби нема повеќе да му се допаѓа, па ќе става друга. Добро, не е тоа битно. Овде ни недостасува поубавата половина на фамилијата Трајковски. Благородна, ама Александра. Кате Коцевска, која е правдано отсутна со гостување во Белград. Така. И така, ја од работата сум многу задоволен, луѓе во наши работат супер. Таткото е одличен, затоа што улогата му е оригинал, нема човек во Македонија што може неговата улога да одигра, ни професионален глумец, ни аматер, затоа што он игра рокер, хипик. И тоа е роден улога за него. Друг човек со таа улога не би можел да се справи. И заштитен знак, би глумел, он е природен. Без гитара. Па и во емисијата нешто посокате кога те представивме тебе и Лјупчо Ангел, беше нели гитарата враце. И многу убава емисија. Секогаш со мене од многу малечко, така да и тука ни прајат атмосфера, ние сме едно семејство весело, со Сашко како син, Кате е сега мајка му отсутна, месец Зелник, затоа е отсутна во бујната. Тоа по твоја наредба? Да, ние сме семејство со традиција. Со високи морални норми. Така? Да, и синот се нешто им смета, зашто многу жени секој са бајле преку прозор излегува различна женска. Мац, треба да си одам. Како? Треба да си одам. Да. А моје што се станате? Татко ми чепка нешто по дома, мајка ми покојна, стандард ќе има сабота. Туку таман ќе имаме време да те грабнам ништо едно полувреме, а? Не, да стварно мора да се одам. Дека 3 пати ме барале од дома, мора да одам. Чекај. Нема да поминуваш низ ден. Абе, многу се затуцани, одма ќе ме тераат да се женам, одма на матично отидовме. Менче, и сликите од синојка, нема на Фејсбук. Значи тоа е, А тоа што ни кажува, на татко се метнал. Кај комбинација. Толку ќе откриеме сценариото. Само толку од сценариото. Не кажуваме, значи Добро, нека атмосферата гледат. ни е многу прекрасна, сите сме тука како едно семејство, од техниката, од режијата со Томи, авторот е секогаш со нас, така да имаме на блиска атмосфера и тука е математиката. Така, тоа мислите ова оди преку културно-документарната програма, нели, на македонската телевизија, има и уредник на Да, Димера Тајковски уредник. Уредник на серијата е Сонја Самарџиева, Јаќевска Самарџиева. Така. И тоа, соработуваме со нив,
Значи тоа се скалилата кои во телевизија мора да се поменат, преку редакција, па после директорите, одобрување средства и така натака. Така. Меѓутоа сето тоа не е само да се сними и да се одигра, нели? Треба и да се измонтира и да се сработи после. Да. Јас велам најтешкиот дел после следува, нели? За мене ова најлесно. Па тоа е пола За мене ова најлесно. Кога се снима, меѓутоа монтажата околу монтажата. Околу монтажата сега работиме на DV-Cam, снимаме на DV-Cam. И квалитетот е во ред, затоа што уште не сме... Ти си таму, има човек задолжен? Да, Владимир е монтажер. Се надевам дека во иднина ќе добиеме нешто поново. Сега у фаза на добивање на нова техника сме, треба да се истестира, па ако биде во ред, со таа нова техника ќе продолжиме. Затоа што периодов од 50 епизоди што го планираме ќе биде до нова година сигурно. А летово пауза се планира? Летово ќе биде пауза јули-август и септември. Од октомври, значи. Од октомври ќе почне со пуштање и со снимање паралелно, затоа што Сашко има и обавези на еден игран филм. А после тоа здрави. Па малку да се малку се одмори. Да се разредат женските. Ти иде Сашко на еден филм, малце да се одмори, па ќе ни се врати, затоа што ние овде секојдневно работиме, значи, и во секоја сцена игра. Ќе се емитуваат или? Мо? Дали кажавме? Летово колку ќе се емитуваат, па ќе се направи. Сега ќе се емитуваат промотивно 5 епизоди, значи, така. затоа што сакаме да чуеме и фидбек од публиката. Така е. Таа недела значи ќе оди, има имейл адреса turnimedakinisam.com.mk и да кажат своje мислење, сугестии, нешто што од септември ќе може да го употребиме и да ја подобриме, да речеме, нашава работа. Затоа што мислењето на гледачите ни е важно. Так. Се најавам дека некои блиски работи ќе изанализираме од нивниот живот и ќе биде интересно. Околу гледачите, јас сум човек кој најмногу им верува 100% само на гледачите. Мислам, не сум човек кој верува на некакви стручни анализи, не знам, ова и така натаму. Значи ти не последен контакт? Да, или значи најмногу напишано... верувам на гледачите. Ако за серијата почне да се зборува во градски сообраќај. Така. Значи по градските автобуси. Ако почне да се зборува на некоја постројка, нели, кај се чека автобус. Так. На пазар. Ако на пазар, ако почне да се вртат имињата на ликовите во разни моабети на домашни слави пред влесна зграда, не знам ваму таму. Музиката на телефона. Тоа е единствено нешто на што верувам, на друго ништо не верувам. Инаку правењето серија, искрено кажано, за мене, јас многу пати сум го кажал, тоа е мачка во вреќе, дали ме разбирате? Сега ние да тврдиме овде дека оваа серија ќе помине кај гледачите, навистина не се бива за работа. Што се луѓе се... Но верувам, мојата интуиција до сега не ме излагала, верувам дека оваа серија ќе го има успехот на се она што си го работел до сега, така? Да, сега добро иде за тоа што го планираме и го реализираме без застој. Да. Тоа е добар показател. Здравје за понатака, сега ќе видиме, ја мислам дека ќе биде во ред. Томи, ти си режисер, значи, на проектот, па да ги споменеме луѓето што се зад камерите, значи, другите соработници, да не бидат само тие, нели? Еве, овие си седнаа, си спофалија, нели? Многу ги има, некого ќе утнеме. Па добро, нема да утнеме, а меѓутоа, еве, некој од кој е продуцент, камерманите? Горан Цветковиќ е продуцентот. Камерманите се... Ајде да се снимат. Ги гледаме и затоа, да, ги гледаме. Игор, Радко и Мише, иначе и Зоран Павловски беше до минатата епизода. Така. Негре Тонец, мислам, стварно некого ќе утнам. Добро, нема замерка. Миксер, мислам, актерите може да спомнеме уште некој. Актерите може, да. Актерите тоа, ете вас, тебе и... Од дел од семејството исто така е Сашка Димитровска, Трајче Георгиев, како се викаше малиот мојот внук. Ајде, Владко го... Ликот е Владко, иначе Ненад Петровиќ. Така, Ненад. Колку години има Владко? Владко има 8. Јас сум 29 годишен, мојата улога не е. Значи ме притискаа да се женам, ете и од дома. Така, веќе 30 кој ќе дојде готово крај. Иначе играат Горан Илич, Душица Стојановска, Таше Анастас. Становски. Да. Има многу, 46 ликови има. Така да не може сите ги наброиме. Па ќе се наљути некој ако не го спомнеме. Добро делче. Нека не се љути, тоа е дел од професија. Да, ете така сите ќе бидат видени нели на нашата програма, на програмата на македонската телевизија. Тие 46 ликови се до 20 епизода, а за понатака ќе видиме. Може и да се расшири, така. Има простор, да. Така.
Јупчо, нешто најтивок ми беше. Јас сум најтивок затоа Изгледа што го повторува текст. Кажеш го повторуваш, ќе дојде после на сет, боле ќе биде од нас. Не, јас и без сопругата Кате не можам да функционирам. Па добро, јас сум Кате, па сега ќе замерам колку толку. Името е Кате. Да. Јас се сложувам со сето ова, убаво е некогаш и да слушам нешто. За работа јас сум најкомплициран. Зашто сум на проби на снимање на емисии и со асистентот Димитар Банов сме во постојан допис. Да, не, у 2:15. Ама не ни пречита. Ама не, никогаш не Ама сите смаќаат, професијата, ама и не попречило. Не ни попречило, зашто сите го Тоа ми любиме. ќе каже, ние може да се... Сега за сега по план реализираме, кога ќе биде нешто да застане, ќе правиме го. Држиме пат. Значи ќе малку и строго ќе биде ако треба. Мора, не, ќе најдеме решение. Без строгост. Малку. Нема строгота. Видна строгата, нема строгата. Знаете да запеете кога ви свири Да. таткото? Еве сега Александар? пред да почнеме со снимање, нели пеевме малку. Така. Значи, секогаш пееме ние. Да. Така ќе запееме и за крај, меѓутоа еве. Јас не, не, ќе јас по програмата. И јас имај. Ја ништо, ја позади камери ќе да снимам како што треба. Значи за крај еве поздрав на гледачите. Одјава? Па одјава да ги поздравиме, нека уживаат со една македонска серија. Значи секогаш тоа во оваа кампања треба да се нагласи дека е македонска серија. Со тие средства, со овие да тргне македонската продукција и многу често има мислење од гледачите, многу често актерите ги гледаат на сцена. И секогаш кога ќе ги видат пред камера им се чудни. Тоа мислам дека е затоа што многу ретко ги гледаат пред камера. Така е. Многу често странските глумци ги гледаме пред камера и тоа ни е нормално, зашто не ги знаеме приватно, зашто не сме ги видели на театарска сцена, кај нас па е обратно, зашто е многу мала продукција. Така да ќе се навикнеме со гледачите и мислам дека ќе има многу вакви проекти. Владо? Што да кажем, еве ќе ги замолам гледачите, нека ги изгледаат овие 5 епизоди, нека ги сварат малце, Нека кажат. Води го далечето пак ќе се пуштаат. Значи, сакаме да бидеме отворени кон гледачите. Еве отворивме нели имејл. Да. Значи сето тоа ќе ни помогне серијата да биде поубава, и така натаму, посодржајна. Ете, тоа од мене. Значи ги повикувам да не гледате. Так, ние ќе останеме секако. Да ве следиме што ќе работите, па и на есен може повторно да ви дојдеме на снимање. Повелете, дојдени сте. Јупчо? Па добро, јас како што бев тивок, така сега ќе ви запееме една песна, јас сум тука за да ве расположам сите гледачите ќе ги сигурно ќе добиеме резултати од гледачите позитивни. Сите ги Така, Томи, за крај па ти па... Не, држте го, нека пее, јас ќе одам текст да учам. Може и така, да преидеме на вежба. Така, значи на крај ќе оставаме тебе со песната, Томи. Адресата ја кажа, значи очекуваме. Јавување. Очекуваме најнормалниот пат сега за јавување, ете така. Пофалби, пофалби, да, што ми се допаѓа, што не ми се допаѓа. Тука сликав некој, ставив. Има и некој, да, некој фотографии ќе има. Ма се јавуваат. И гледам реакцијата на моите пријатели и вика, фала Богу што почна се снима македонска игра на серија. Да, без разлика за кој медиум се работи, домашна продукција е. А посебно кога се работи па за македонска телевизија. Тука е. Ви благодарам на сите, значи. Благодарам на вас. Четворица, да ви избројам. За малку ќе речев тројца. На сите четворица, така. За муабетот се гледаме во друга пригода, секако. Нели, тука почитувани гледачи се простувам јас од вас, меѓутоа и имате и порака. Останете со програмата на македонската телевизија. Поздрав каде и да сте и сосема за крај на ова издание Нешто плюс Кате и дел од екипата Турниме да кинесам Љупчо Ангеловски. Еве јас да. Повели. Да ве расположам малку. Жежи го. Ајде аплауз. Многу ви благодарам. Се запали пилетрено, одај се се запали пилетрено, одај се
trebea pile treno tapite pile cate od nivieto tapite pile cate od livagheto